За преминување од европската чекалница до реализирање на европската иднина потребна е волја, ама и дела. Премиерот Христијан Мицкоски им порача на европските челници дека е крајно време да покажат дека се залагаат регионот да стане дел од блокот. Македонија направи многу отстапки на патот кон ЕУ и ја докажа посветеноста. Сега топката е кај Унијата. Од Европскиот самит во Салцбург, посветен на иднината и реформите на Европската Унија, беа испратени пораки и за тоа колку е важна економската преобразба и меѓусебното поврзување. Посочив дека иднината на Македонија е во Европската Унија и на тој пат државата направи бројни отстапки и чекори кои ја докажуваат нашата посветеност кон европската иднина. Она што недостасува е волја проследена со дела, регионот вистински да премине од европската чекалница кон реализација на европската иднина. Иднината на регионот е во економска и политичка преобразба и меѓусебно поврзување. Се бориме македонските компании да излезат надвор од границите, да го помогнеме извозот и да привлечеме странски капитал. До сега во овој кус период покажавме резултати, а заедно ќе направиме многу повеќе. Премиерот Мицкоски се сретна и со градоначалникот на покрајната Салцбург и председателот на Институтот на европски региони. Порачал дека Европа мора да ги отвори вратите за државите кои чекорат напред. Утре тој ќе има средба со председателот на Австрија Александер ван дер Белен и со министерот за надворешни работи Александар Шаленберг. Дипломатската офанзива на владата доаѓа во време кога евроинтеграциите се закочени поради уставните измени, услов кој го прифати претходната власт, без консензус од сите политички фактори во земјава и против волјата на најголем процент од граѓаните. Со промената на власта се промени и реториката. Мицкоски постојано уверува дека нема да прифаќаат уцени и ултиматуми, а една од опциите за излез од оваа ситуација се уставни измени со одложено дејство, што ќе биде гаранција дека нема да има нови барања од Софија.